Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Од денеска па во следните неколку денови, согласно најавата, треба да биде комплетиран владиниот кабинет по заменувањето на Изет Меджити во локалната власт. Извори од владината коалиција за Сител потврдуваат дека влезот на Беким Сали и Мухамед Хоџа е сигурен, но не се знае распределбата на останатите министерски позиции во коалицијата вреди. Сепак последните информации потврдуваат дека нема да има зголемување на бројот на министри кои ги имаат владините партнери. Ова е прва фаза во промените на владиниот кабинет, а по Конгресот на ВМРО ДПМН се очекува нова промена, од која политичките експерти очекуваат и многу повеќе. Беким Сали како вице-премиер и Мухамед Хоџа како министер за животна средина засега неофицијално остануваат двете имиња кои треба да ги пополнат испразнетите места од Изет Меджити во владата. Промените согласно најавите на премиерот Мицкоски ќе бидат официјализирани во текот на оваа недела. Остатокот од реконструкцијата ќе биде направен дополнително. Од владата засега само потврдуваат дека ќе се оди со измени за комплетирање на владиниот кабинет. Веќе во текот на следната недела имаме повеќе детали околу овие прашања. Дали детали останува? Дозволете да ги донесеме конечните заклучоци веднаш по тоа како влада ќе информира. Владата е стабилна и продолжува кон реализација на она што е ветено, а тоа е програмата за подобрување на животот на граѓаните. Она што го брифираат владини извори е дека и покрај тоа што на местото на Меджити доаѓа двајца. Сепак вреди ќе го задржи истиот број на вице-премиерски и министерски места во владата. Коалицијските партнери се уште се договараат дали Сали ќе добие и министерска позиција или пак некој од актуелните министри на вреди ќе остане без министерското столче. Политичките аналитичари велат дека двофазните промени се политички, полесно решение за Мицкоски, кој очигледно за кадровско освежување во владините редови од неговата ВМРО ДПМН ќе го чека партискиот конгрес. Од една страна, мала реконструкција која не бара враќање на мандатот е политички полесна и политичките преговори околу остварувањето на таквата реконструкција би биле полесни, но таа нема да исполни неговата главна цел, а тоа е ресет на владиниот кабинет и на довербата на граѓаните во владиниот кабинет. За тоа е потребна поширока реконструкција, но таа доаѓа со покомплицирани политички преговори. Според мене, мислам дека можеби премиерот одлучил да направи реконструкција во две фази, ова што е политички поевтино веднаш, а сериозната реконструкција после нивниот партиски конгрес. Вистински во политичка смисла не би имала смисла реконструкцијата доколку не смени премиерот нешто и од сопствената партија. Аналитичарите децидни дека реформи ќе мора да има и во опозицијската СДСМ ако сака да го поврати политичкиот кредибилитет по лошиот резултат на локалните избори. При тоа Арсовски вели не се доволни само кадровски промени. Козметички промени електоратот ќе ги види веднаш и нема да донесат никаков политички бенефит. Но имајте предвид дека во СДСМ кризата не е само на политичко лидерство. Тоа е криза и на идеологија, криза и на демографија, криза и на политичка понуда. Со други зборови, ако СДСМ се фокусира само на менување на раководството, тоа е како да упорно да менувате шофер во автомобил кој не вози. Додека не ја поправите машината и моторот, секој шофер ќе има истата судбина. Иако Филипче минатата недела најави Централен одбор на СДСМ, а до крајот на годината и Конгрес, на кој ќе се анализира изборниот пораспа врз основа на тоа ќе се прават и промените, од СДСМ денеска не одговорија за тоа дали ја направиле анализата и дали промените ќе бидат само на централно ниво или ќе се направат покоренити промени. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Граѓаните секојдневно бараат одговор што се случува со парите од Мој ДДВ. До сега повратот на средствата беше исплаќан најдоснав до 15 во месецот, но и во последната недела од ноември најголем дел од корисниците на мерката велат дека не добиле пари. Од владата веруваат дека нема да биде укината мерката, од Министерството за финансии велат дека рокот за исплата бил до крајот на месецот. Граѓаните ги чекаат парите од поврат на ДДВ, државата смирува, ќе ги добијат. Од воведувањето до сега, пракса беше повратот за изминатото 3-месечие да им легне на сметките од 10 до 15. Иако истекува овој месец, најголем дел од децата кои скенираат фискални сметки се уште ги чекаат парите. Од владата најавија дека ќе проверат зошто се доцни.
Од она што јас го имам како информација е дека повратот се случува регуларно, дека сите оние би кажала можеби евентуални недостатоци или застои кои што се има се намненуваат во рок, меѓутоа ќе ми дозволите да проверам со Министерството за финансии, со управата за јавни приходи да видиме дали станува збор за некоја друга состојба, но од информациите кои што ги имам, повратот на ДВД оди непречен. Од управата за јавни приходи велат дека тие ги поднесуваат пресметките, а исплатата ја прави и Министерството за финансии. Од финансии појаснуваат, парите ќе бидат исплатени до крајот на месецот. Исплатата на средствата за скенирани фискални сметки преку апликацијата Мој ДДВ се врши во рок од 60 дена по завршувањето на кварталот. За третиот квартал, од јули до септември, законскиот рок до кога треба да се изврши исплатата е до 30 ноември 2025. Последните податоци кои ги објави управата за јавни приходи на 11 септември, а се однесуваат за второто тримесечие, покажуваат дека фискални сметки скенираат скоро 503.000 граѓани. Нив им биле исплатени 14,3 милиони евра. Услугата Мој ДДВ беше воведена во јули 2019 година од страна на претходната власт, а максималниот износ кој можеше да се добие од скенирање фискални изнесуваше 1.800 денари. Потоа прагот се зголеми на 2.100 денари. И тогаш опозицијската ВМРО ДПМН проектот го нарекуваше популистички и некорисен. Но со доаѓањето на власт, министерката Кочовска најави дека придобивките и натаму ќе ги користат граѓаните, со одредени промени во надградба на системот на УЈП, кој одбивал скенирање фискални сметки и истите ги прикажувал како да не се оригинални. За сега проектот не се очекува да се укине. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Во две одвоени акции, Агенцијата за храна и ветеринарство уништи над 20 тони замрзнат холандски компир и 2 тони стек на дрисла. Увоз на небезбеден помфрит бил спречен, а небезбедно пилешко месо било запленето при контрола на агенцијата кај оператор со храна во Скопје. Инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство во две одвоени акции спречија небезбеден помфрит и пилешки стек во големи количини да се најдат во продажба на македонскиот пазар. Во првиот случај на граничниот премин Табановце не е дозволен увоз на 20.500 килограми помфрит. Рокот за употреба на замрзнатиот компир од Холандија бил поминат пред точно 6 месеци, односно на 23 мај годинава. Забранетите количини замрзнат помфрит во присуство на инспектори за храна од Агенцијата за храна и ветеринарство нештетно се уништени во петокот на депонијата Дрисла врз основа на изречената мерка забрана за увоз и издадено решение со наредба за нештетно уништување. При вонреден инспекцијски надзор кај оператор со храна од животинско потекло во Скопје, инспектори на АХВ заплениле и нештетно уништиле 2000 килограми пилешки стек, кој бил спакуван во големи палети, небезбедно чуван, несоодветно и нехигиенски подготвуван за понатамошна продажба. АХВ заплени и нештетно уништи и 2000 килограми небезбеден пилешки стек. Поради непочитување на процедурите, на добра хигиенска и добра производствена пракса, на операторот со храна изречена му е мерка времена забрана за работа и парична казна од 4.400 евра во денарска противредност. Од Агенцијата за храна и ветеринарство најавија дека и во наредниот период ќе продолжат со контроли и ќе преземаат мерки за заштита на граѓаните од консумирање на небезбедна храна, со тоа и за заштита на нивното здравје. Александар Динев, Сител телевизија. По тема на денот во дневникот на Сител гостуваше Билјана Ивановска, поранешната председателка на ДКСК, која искажа свое мислење за предложениот кандидат Адем Чучуљ. Адем Чучуљ навистина има извонредно искуство. Работата останува понатаму, тој да се избори да ја одигра улогата на председател. Знаете, не е само искуството, него... Тоа ли е вашиот совет до Чучуљ? Па да, мислам, тоа е многу важно, затоа што сега сите очи ќе бидат вперени во него. Значи, тој треба да подобри транспарентноста, комуникациите со јавноста треба. Значи, треба да се избори со останатите членови кои што, нели, до сега малку беа потивки, поповлечени во работењето. Не знам дали ќе успее, а би требало да успее да наметне еден нов начин, нов принцип на работа кој што, нели, ќе придонесе за да се надминат овие слабости кои што се нотирани во извештајот на Европската комисија.
Председателката Гордана Силјановска-Давкова синоќа го одликуваше кардиологот и алпинист Сашко Кедев со орден 8 септември за особени заслуги во медицината, како и за историскиот подвиг во алпинизмот како прв македонец кој ги искачил 14 светски планински врвови над 8000 метри надморска височина. Силјановска-Давкова порача дека академик Кедев е човек чиј персонален и општествен интегритет и надминува границите во потесната стручна област и се интегрираат во колективната меморија на државата и општеството. Кедев изрази длабока благодарност за одликувањето, кој рече дека иако опфаќа повеќе елементи од неговиот живот, го споделува со сите колеги со кои заедно ја формираат интервентната кардиологија пред повеќе од 30 години. На доделувањето на орденот синоќа во Македонската филхармонија присуствуваа премиерот Христијан Мицковски, министри во владата, градоначалници, академци и други бројни личности од општествениот живот. Орденот на Кедев му се доделува и за храбриот придонес во конституирањето на самостојната и независна Република Македонија и за активно учество во развојот на македонската демократија, за особените заслуги во медицината, не само дома, туку и во европски и светски рамки, крунисани со членство во престижни научни меѓународни асоциации. И за крај